Hello, добар ден, мирни. Това ескалираше бързо. I'm not even mad. That's amazing. See you next Tuesday, you is a punk. Здраво и добре дојавте во првата епизода на Патриотски платеник. Јас се викам Петар Котевски, активист на Движење Бойкотирам, кој можете да го најдете на Facebook, Twitter и на нашиот вебсайт движењебойкотирам.org. Во овој вебкаст јас ќе се обидам да помогнам во отплеткувањето на мозоците на луѓето, кои медиумите контролирани од нашата расипана политичка каста цело време се обидуваат некако да ги замрзат. Прво, би сакал да зборувам за улогата на академската заедница во државите генерално, а специфично за во Македонија. Кога велам академска заедница, не мислам само на АНУ, тоест Анус М, туку на сите универзитетски професори, аналитичари, НВО активисти, експерти и така натаму. Тие имат одговорност, би рекол и должност во една земја, да искористат својата стручност за да размрсат нејасни ситуации, да му помогнат на обичниот човек да види малце подалеку од дневниот контекст на настаните и да бидат чувар на основните општествени принципи врз кои што се гради цивилизацијата. Тие треба да искористат својата стручност и експертско знаење за да ја согледаат комплетната ситуација, да екстраполираат малце во иднината и да му помогнат на обичниот човек кој нема нити време, нити доволно знаење за длабински да анализира, подобро да ја разбере ситуацијата и да донесе паметна одлука. За која партија да ја поддржи, која иницијатива да ја поддржи и така натаму. Во Македонија, каде огромното мнозинство од академската заедница е вработена во државни институции, оваа врска не е само етички и морален императив. Ние плаќаме преку данок за тој сервис од академската заедница и тие нам во некоја рака ни го должат. Сега, во минатите 4-5 години бевме сведоци на едно катастрофално потфрлање од епски пропорции на целокупната таа заедница. Бројки се за престижот и почитувањето кои доаѓаат со високата академска позиција, нашите академски граѓани се поделија во лабави партиски групации и се зафатија со рационализација и оправдување на секаков идиотизам на нивната страна, по телевизии, по колумни, на јавни настапи. Сигурно е ласкаво да фрчат покани од дебатни емисии, гостински колумни и настапи по трибини. Мора да е одлично човек да се осеќа дека неговото мислење е почитувано и барано. И затоа тие безпоговорно го даваа мислењето кое мислеа дека се бара од нив. И во тој процес заборавија на основните принципи на цивилизацијата и брзаа да скокнат на оној воз кој водеше до поголема медиумска видливост, до ласкави покани на трибини организирани од културниот запад, до ангажмани за колумни и така натаму. Владењето на законот, презумпцијата на невиност, очигледната неспособност на гмизавците кои чекаа позади кулисите на шарената револуција за да капитализираат врз забуната што ја креираа, сето тоа беше неважно. Се случуваше нешто зашто нашите академски граѓани, левичари скоро без исклучок, само слушаа од своите професори и ментори од минатата генерација. Значи имаше еден бран на праведничка револуција кој бришеше се пред себе и никој од нив не можеше да си дозволи да не истапи пред него и да не биде понесен од него до херојски вицини достојни на епови како оние од воената револуција. Таа пуста желба да се биде дел од историјата ги заслепи. Им ги затупи сетилата и способноста за политичка анализа, која еве да претпоставиме дека може некогаш ја имале. Не можеа да видат работи кои им беа видливи на штрбави баби, припрости провинцијалци довлечкани за еден сендвич и нам, омразените жмрлјони. Кога зборувавме за принципи, бевме релативизатори. Кога зборувавме за потенцијалот на кандидатите, дека спроти Грујо не стои идеализиран кибер Франкенштейн составен од Маркс, Брехт и мајка Тереза, туку Овој струмички селјак, тогаш бевме заштитници на криминали. Кога зборувавме за нашиот идентитет, нација, историја, култура, ни се смеа в лице. Таквите луѓе до ден денешен не зборуваат за принципи. Тие просто се префрлаат од еден воз на друг воз. Кој е на шина кој што оди побрзо во моментов. Пред 4 години тоа значеше критика за режимот на Грујо, а денес, откако сите видовме до кој дно не донесе насилно инсталираната власт на СДСМ, тоа значи глумење лудило кога ќе стане збор за нивната улога во инсталирањето на таа власт. Помеѓу членовите на академската заедница во Македонија има многу примери за она што го зборувам и сакав да илустрирам малце попластично со еден конкретен пример. Изборот падна на Димитар Апасиев, не дека имам нешто посебно лично против него или дека сакам него посебно да го напаѓам. Причината зашто го избрав Димитар Апасиев е дека тој многу глатков си влезе од улога на милениче на шарената револуција, во милениче на луѓето кои се сметаат себе си за патриоти. А и затоа што Апасиев е очигледно многу горд на својата способност работите да ги согледа и да ги каже онака како што ги гледа, без политичка коректност и без влакна на јазикот. Направив една колекција на клипови во кои се гледа отсуството на еволуција во ставовите на Апасиев
како илустрација за катастрофалното промашување што го направи целокупната академска заедница за време на кризата во Македонија. На дебатата со Петар Арсовски, Апасиев излезе ептемратоборно, како впрочем и секогаш. И го соочи својот соговорник со вистината која ние сите ја знаеме и затоа толку резонираше по социјалните медиуми. Најнеспособна влада која сме ја имале од осамостојувањето до денес. Ова е јасно и нема што понатаму да се каже. Апасиев не губеше време пластично да му објасни на аналитичарот Коф на Петар Расовски проблемот со неговиот ангажман. Ти си апологет на владата, реално, и затоа мене дури ми пречи кога те представуваат како независен аналитичар. Мене не ме представуваат како независен, јас сум левичар, така. Ама такви независен, шо школа е тоа аналитичар да видиш, да одиш 24 сати од емисија у емисија и да пумпаш вештачки, го вергуваш како стихотворба од телевизија на телевизија тоа што вие у агенда да го пласирате како opinion makeri за да вешеруваат. После аналитичарот вој тоа кажал и тоа станува јавно мислење и не знам што. Значи знаете вие учите на тие семинари по учебници како Јас кога го слушав Апасиев како го опишува Арсовски како оди од телевизија до телевизија повторувајќи мантри кои никој не се потрудил да ги провери, си реков, на кого ме потсеќа се во ова? Хулигани се тие кои крадат државни пари и ги пренесуваат во Белизе. Од една страна помпајки национализам, терајки ги луѓето да се мразат меѓу себе, вие ги крадете на најбезочен начин, значи буквално ги крадете со договарање провизии и така натаму. Додека се мразиме македонците и албанците, ни ги празнат џебовите. Вие тоа го правите и за тоа ние не одбиваме да се впуштиме во ваков диалог. Значи овде нема диалог, ова е новинарска патка за одвлекување на проблемите кои се реални. Па мислам дека тоа е квака и предизборна новинарска патка на ДПМН. Јас не сум го чул искрено заев да или двојазичност на целата територија. Искрено мислам дека не треба да се впуштаме во вакви дебати, намерно ме навлекувате на тоа, јас одбивам да се впуштам, затоа што оваа тема е измислена од ДПМН за да го одвлече вниманието од реалните проблеми. Ова беше Апасиев пред изборите во 2016 година и ова е Апасиев понатаму ќе го викаме Лош Димче. А новиот, патриотски преслечен Апасиев ќе го викаме Арен Димче. За сите сега што ќе речат, па тој тогаш не настапуваше како аналитичар од СДС, туку како представник на левица. Ќе му дозволам на Арен Димче да објасни зошто тоа не е толку битно. Дека не сум член на ниедна политичка. Добро, ти може формално не си член, ама ти настапуваш им го правиш целиот пиар, ти со Забрчанец, Коста Петров и овие им го правите целиот пиар на СДС. Апсолутно. Исто така како тој што правеше во 2016. Ми се допаѓа дека не се менува увереноста со која Апасиев си ги излага тврдењата, без разлика што само 24 месеци подоцна се покажа како апсолутно погрешни. Дури за фамозното крадење, која беше омилена мантра пред изборите, на кои требаше да се инсталира Заев на власт. Ние воспоставивме посебно обвинителство на кој му плативме 15 милиони евра да најде докази. Го памтите се ја? Ги памтите планината докази кои ги пронајда за 4 години и 15 милиони евра кои ги потрошија? И јас не ги памтам. Уставниот експерт Лош Димче имаше многу да каже за неуставното СЈО. Специјалното јавно обвинителство беше историска нужност. Кога имате корумпирано редовно јавно обвинителство, вие мора да имате еден орган кој ќе паралелно на тој кој ќе ги спроведува овие постапки кои ова друго обвинителство не сака да ги спроведува. И кои се плаши од специјалното јавно обвинителство? Криминалците се плашат од специјалното обвинителство, нема кој друг да се плаши, тоа не е баба рога од која треба да се плашиме, туку орган кој што ние во нашата програма предвидуваме дека треба да се продолжи мандатот. Вие сте дел од експертскиот тим на специјалното јавно обвинителство. Еве како работите, на кој начин работите? Да, јас сум советник за правни прашања во делот на граѓанското и судското право, онаму каде што сум најстручен. Не е ни чудо што од СЈО испадна најголемата брука во поновата историја на Македонија, кога го имале Лош Димче за советник. Но тој не мислеше само дека СЈО е историска нужност, туку и беше многу гласен во врска со режимското судство. Судската фела е на колена сега. Значи нема никаков општествен респект судството како фела. Баш кај што се превработени и така натаму. Имаш нешто да кажеш во врска со ова, Арен Димче? Дури имаш моменти кај што во судството каков таков Груевски воведе најголеми реформи во судство. Сега знаеш дека се вратени реформите на почеток. Па добро, сега ќе речете, добро, не е видовит човекот, тогаш било лошо и сега испадна полошо. И во тоа тврдење нема проблем, ако Димче беше некој рандом Facebook хейтер,
а не на секад извикан експерт за право, правен аналитичар кој е платен директно од нашиот данок. Како што реков, таквите аналитичари имаат должност да предвидат како во иднината ќе се развиваат настаните и да дадат своја препорака. Ајде да видиме на дело каква иднина предвидуваше аналитичарот Лош Димче пред изборите во 2016. Оптимумот за надминување е 2 години. Мислиме дека тоа е еден оптимален рок во кој што треба да се стабилизира државата, криминалците да си одговараат во фер судски постапки и да одат у затвор, а државата да се остави на луѓе кои знаат да раководат, луѓе кои не се кариеристи и луѓе кои не се криминалци. Еве сега сме 3 години од оваа прогноза и гледаме дека буквално ништо не се случи онака како што Лош Димче предвиде. Тој беше толку убеден во оваа своја прогноза што се нудеше за коалиционен партнер на СДСМ доколку им недостасуваа пратеници во 2016 и доколку левица освоеше пратенички места. Евентуална постизборна коалиција исто така немаме разговарано, но ставот е дека доколку нашите пратеници би фалеле во некоја си идна хипотетичка влада за пат на режимот, тогаш можат да сметаат на нас. Во никој случај нашата партија не би коалицирала со ДПМН. Никако со ДПМН. Имаш нешто да кажеш на оваа тема, Арен Димче? Ти мислам дека ВМРО ќе игра на трикот на Љупчо Георгиевски со Цилето Пурковски, ви текнува 2 македонски партии да градат и сега они го немаат вториот играч и се уште го бараат. Да не биде левица. Па не знаеме, ќе видиме. Изгледа на вистина политиката прави сојузници од најлутите непријатели. Гледајќи ги другите изјави на Лош Димче, гледаме дека тој бил свесен дека предизборна коалиција со СДСМ ќе ги обесхрабри неопределените гласачи за да гласаат за СДСМ, пошто некои од нив се уште паметат како СДСМ ги покраде во 90-тите. Самостојното учество на левица е најправилната одлука во овој момент затоа што го појачува режимот, тоест го појачува падот на режимот бидејќи се земаат гласови од неопределените. Не постои сила кој некои луѓе кои изгубиле работа во времето на СДСМ и така натаму ќе ги натерате да гласаат за таква коалиција. Уред, еве минатото е минато. Белким денешен Арен Димче станал свесен за грешките во неговите проценки. Ние заевизмот тоест груевизмот го продолживме во заевизам, воспоставивме една камшикарска поданички менталитет кој што не вродува со плод и така и сме перцепирани. Да не знаев подобро, ќе си помислев дека Арен Димче се слага со Лош Димче и дека како што оди времето понатаму, двата биле во право. Штета што нема некој Убер Димче кој би требало да представува комбинација од овие двајца, лошиот и јарниот, затоа што тој тогаш ќе требаше барем да си ги увиди грешките, онака како вистински интелектуалец и можеби да поднаучи нешто од нив. Но скромност не е една од многуте доблести на Димче. Во секоја ера, тој најдобро се снајдува со напад. Пола од вас стана директори, луѓе кои излего. Кажете ми име и презиме. Еве кажете ми јас Кажете ми, ајде се каде сум јас? расколкам. Ајде, кажете каде сум јас. Каде ви се Михајловски, Михајловски домобраните, не е, Михајловски не е сите се, директор. кој универзитетски професори Пандов директор ли е? Што е Пандов Александар? Што е Дашкевски? Збирате вие моделот на отворени листи. Ај вие кажете ми како, па ја да ви го побијам. Па не, вие велите дека е Па невозможно. невозможно е да се спроведе. Не е дебата, ова веќе врегај. Дали некој мене ми кажал штаб како ќе гласам или нема да гласам, така? Што е веќе навред. Да, не можеме да задржиме нивото на дебатата, да разговараме со аргументи. Човек дури да ги помеша Арен Димче и Лош Димче, затоа што Арниот Димче денес го гледа истото нешто што другите го гледаа во него порано, а тоа е адвокатура на Заев и СДСМ. Еклатантен пример. ова тема отвори Заев, значи не отвори. Не ми е галеме на кој отвори темата, јас отвори албанските партии. Немам ја намера тука да се расправам зашто има или нема врска Заев или СДСМ. Антонизација во Да, е тука Заев, зборете со него. Јас не Самиот Заев, не, вие го браните. А не го сакам бранам само да Заев. кажам. Дури и такви придобивки од диктаторот се сега уништени, отидени во Не знам што неповрат. очекуваш од мене да ја бранам владата. Не, па ти до сега ја браниш владата. Не, јас ја бранам европската перспектива на Македонија. Ето, немојте да му бидете адвокат на господинот Заев. Не сум, вие ми импутирате. Очигледно до сега бевте. Да го заврши. Учел очигледно од најдобрите или ефективно само си променил страна, откако и најзагрозениот симпатизер на СДСМ виде докаде не донесе нивното катастрофално предавство. Сега некој може да каже, добро, што треба да направи човекот? Ете, помогнал да се формира јавното мислење тогаш, со точно истите методи за кои сега го обвинува Арсовски. Ама ете, честно се трудел, не знаел дека греши, да го ставиме на мира.
Најпосле, што треба да направи за да можеме да преминеме преку неговите трансгресии од минатото? Јас не знам, затоа што не сум толкав експерт како Апасиев. Ама да не има некоја идеја Апасиев. Дека не можеш ти, кој си одговорен за тоа јавно мислење, да биде такво какво што е сега, одеднаш кога ќе киксне, си ги испереш раците и речеш елитите, корумпирани се, вака, мене и вие придонесовте во сета таа безперспективност, апатичност на народов која што е доведена, значи луѓето гледаат да избегаат од тука, не млади, не стари, сите гледаат да избегаат, затоа што становме башибозук. У време на диктаторот Груевски барем имаше систем на крадење. Сега имаш само крадење без систем. Мене ми е апсолутно неверојатно дека истото тоа за што Апасиев го обвинува Петар Арсовски важеше и за неговиот политички ангажман во 2016 пред да стане очигледна распродажбата на македонските национални интереси, на името, на јазикот и историјата. Неверојатно е дека Апасиев ова не го гледа. И подоцна, кога стана јасно дека не се работело за никаква патка, дека не било се во главите на жмрлјоните, тој немаше доволно интелектуална чест да застане и да си ја признае грешката. Наместо тоа, тој настапува како од секогаш во историјата да бил во право. И не знам како може човек да се нарекува академски граѓанин, интелектуалец, а да биде толку неспособен за интроспектива и за самоанализа на неговиот ангажман и за резултатите од неговиот интелектуален труд. Би сакал овие прашања да ме ги поставам директно на Апасиев. Бидејќи не сум во состојба со него директно да дебатирам, одамна ме блокира на Facebook уште во времето на груевизмот, ваквиот начин на представување и анализа на неговата неконзистентност ми е единствен избор. Еве сега од тука му испраќам покана. Во било кое време, на било кое место, под било кои услови, ќе дојдам за да можеме да го дебатираме проблемот за кој зборувам во ова видео. И која е поентата на крајот? Јас би рекол дека најважната лекција што можеме да изведеме од ситуацијата во која сите ние се најдовме, по наша вина или не, е да не веруваме слепо на проценките на експертите. И доколку осеќаме дека нашите гледишта не се прописно представени на јавната сцена, низ политичкиот дискурс, да бараме повеќе доблест, повеќе принципи и повеќе достоинство од оние кои што сме одлучиле да ги надоместиме за нивната интелектуална дејност. Благодарам за вниманието и се гледаме следниот пат. Hello, добар ден, мирни. Тоа ескалираше брзо. Actually, I'm not even mad. That's amazing. See you next Tuesday. You is a punk.